Дистрикт Цивил прес студио интервју на Зоран Иванов со Силвија Стојановска. Википедија за Силвија Стојановска. Глумица, театарска, филмска, ФДО при УКИМ, матичен драмски, улоги, главно главни или доглавни, безброј, филмски исто така, ТВ продукција со часови и часови, горда мајка на две успешни ќерки, наследнички во театарот, во драмите, на филмот, на телевизиите. Награди театарски, филмски, телевизиски, цел куп. Сето тоа е за една пообемна биографија за Силвија Стојановска, но, за жал, ниту ние имаме овде во Дистрикт толку време, ниту е време сега за тоа како повод да се има интервју со македонската ведета Силвија Стојановска за низиниот уметнички опус е секако посебен предизвик, но реков, но сега непоследниот повод е низината мака и неизвестноста кај низините многу бројни поклоници и кај неа и семејството се разбира, и чекувањата на одлуката на апелацијскиот суд по низината жалба на пресудата на основниот суд со цели 3,5 години затвор по основ на обвинение за нејзина наводна инволвираност во некаков процес со некаков нелегален шверц на дрога од меѓународен карактер во судскиот случај наречен Колибри. Силвија Стојановска, добре дојдовте во Цивил, во Дистрикт на Цивил прес студио. Добро ве најдов. Спомнав, има со вас за многу нешта да се разговара, за уметноста пред се, но како да се изразам ова, и спомна во најавата, не е ни за вас, ни за јавноста, ни за вашите почитувачи време за ова. Што се случува? Во какво исчекување сте деновиве? Јас сум во исчекување на 24 овој месец. Имаше седница на апелацијскиот суд. Минатиот месец. Минатиот месец. Седница по повод жалбите на одбраната и жалбата на обвинителството за пресудата која што ја донесе Основен кривичен суд за организиран криминал во Скопје. И сега чекаме одлука од апелацијскиот суд. Жалбата ја оспорува пресудата по неколку основи. Тоа значи неточно утврдена фактичка состојба. Што имаше друго? Не сум вична за правнички изрази, меѓутоа како човек можам да зборувам, бидејќи јас сум човек кој што е во оваа ситуација. Добро, ве немаше во јавност, а имавте можност, веројатно, интерес кај медиумите да кажете нешто и од себе за случајот. Врз основа на што обвинителството го темели обвинувањето, врз основа и на што ја донесе пресудата? Ме немаше во јавноста, да, имаше интерес од медиумите, меѓутоа јас сметам дека живеам во една држава правна и сметам дека тоа што јас сум јавна личност не треба да прави притисок на обвинителството, на судовите со мое излегување пред медиумите и со кажување на мојот став по повод вакви работи. Јас сум глумица. Може ли да влеземе веќе во материјата? Вам ви е најдобро познато од сите обвинувањето против вас. Што пишува во него? Врз основа на што се темели? Обвинителниот акт кој што го подигна обвинителката вели дека јас заедно со уште 4 луѓе, едниот од Скопје и 3 во Шпанија, сум организатор на нелегално производство, ставање во промет и не знам како веќе иде тој член 215, дека сум организатор за да се приберат, да се шверцуваат 700 кила кокаин од Јужна Америка, од Колумбија во Шпанија.
Јас малку пребарував, подготвувајќи се за ова интервју со вас, не можев да најдам во новинските извештаи констатација дека Силвија Стојановска некаде со нешто околу конкретниот случај, освен со блискоста, родбинската блискост со дел од обвинетите, има ли во обвинетилниот акт нешто што конкретно вас ве задолжува во наводници да речам со случај за транспортот на стоката? Велите дека не сте нашли ништо во каде што сте пребарувале, но најсмешно, абсурдно е што ни во обвинителниот акт нема никакво мое действие, освен оние две действија кои што јас им ги кажав, ама тие ги превртеа против мене, обвинителката. Значи, ме праша полиција дома, кога имав претрес, кога вака ми го направија цел стан, не знам колку луѓе беа, ме праша што сум барала во Мадрид. Јас реков бев да му донесам на мојот сопруг кој што не може да патува затоа што има забрана за патување во Европа. Таа забрана се должи на некое нешто од пред 20 и кусур години. И ме замоли дали можам, ме праша дали сакам јас да одам. Јас бидејќи Мадрид го немав видено до тогаш, баш онака реков баш супер, да ќе одам, да му донесам пари од некој негов пријател што му должи, да ми ги даде мене за да може он да регистрира возило кое што го донел од Србија. Значи за тоа бев таму. Колку пари донесе? Тоа стои во обвинителниот акт како содржина? Да, стои. Колку пари сум донела, ме праша полицајката, јас реков 10.000 евра ми беа дадени. Обвинителката? Не. Полицајката. Ова зборувам за Време на првиот истрага. ден. Пред да почне истрага, кога дојдоа да го претресуваат мојот дом. И рече, дали ги пријавивте на царина? Викам, па не, никој не ме праша. Она рече, да, нема обврска испод 10.000 евра, немате обврска да ги пријавите. Викам, да, добро, окей. Значи, тоа е моето действие. Морам да спомнам дека во кривичната пријава од полиција, која што отпосле ја видов, пишуваше дека јас сум била во Шпанија за да пренесам порака. И сега малку е нелогично некој што организира 700 кила дрога, он лично да оди да пренесува. Стои каква порака со каква содржина, Не, на која никаква. материја или само порака? Ништо, да сум пренела порака. Некој што организира 700 кила кокаин, сигурно нема да оди лично, и сигурно нема да оди со свој телефон, со вклучени локации, со редовни авионски линии и така натаму. Вие не користевте од тие специјални телефони со посебен софтвер каде што за 20 на секунди се бришат пораките? Боже чува, јас цел живот го имам нормален телефон од Мобимак, оној што го даваат на 24 месеци доверба, и цел живот го имам истиот број, и со тој телефон си бев и во Шпанија. Натаму, Стојановска, што друго стои во актот? Сега веќе не сум сигурна дали јас им кажав, мислам дека јас кажав кога се заврши истрагата, дека во декември Воислав, мојот тогашен сопруг, не спомнав дека бев во развод со него од август месец, меѓутоа се случува работи, се миревме се, ајде ќе биде, нема да биде. Ми рече дека брат му бил во Мадрид и дека не може да остане во тој хотел каде што е сместен, затоа што има некој светски самит за климатски промени, и дали можам да погледнам нешто на Airbnb, некој сместување. Јас реков можам. Го земав телефонот, викам еве има полно. Вика па добро, земи едно за 10 дена. Викам како мислиш да земам? Вика па добро ти имаш картица, ја немам картица, знаеш. Како би викам, како тоа да земам? Па ќе ти дадам пари, и ми даде пари, 516 евра беше. И ми даде пари, и јас ја направив таа услуга што би ја направила секому. Ако ти немаш картичка, а сакаш, не знам, да одиш на некое патување, ми викаш, Силвија, имаш ти картичка? Ја имам пари, ама немам картичка, ај молим те, резервирај ми. Да, ќе го направам тоа. Сега веќе не. Сега веќе ме доведува во ситуација да се сомневам во секого. Со кои причини некој мене нешто ми бара, некоја најнормална услуга. Добро, Стојановска, јас нема да ви И побарам толку на се заем ништо извинувам, сега, но да. ме интересира Не на заем, не беше заем. Се шегувам, што друго стои во актот, за да ве прашам потоа зошто тогаш паднаа овие 3,5 години?
Кој е мотивот? Имате ли некаква предпоставка, но ако имате уште нешто околу обвинителскиот акт? Нема ништо друго. Што е нелогично? Само тие два настани. Значи, стои на почеток дека сум организатор и после во целата содржина која што се состои од не знам колку страници, ме спомнуваат два пати. Толку. Во кој контекст, како организатор, не? Да донесам пари, меѓутоа велат дека тие пари биле за организација, купување, складирање на Добро, дрога. бидејќи е меѓународна истрагата. Да. Истрагата и меѓународна потврдува дека тие пари ваши се за тоа за што вели обвинителството, или има ли меѓународен обвинителен акт? Многу е чудно што обвинителката беше многу агилна. Навистина, таа има собрано над 2000 страници докази. Наводни докази. Таму нема мене. Значи докази не за вас, туку за целиот случај, не само за вас лично. случај, ама има и докази што се однесуваат за мене, на мене, ма тоа се на пример, финансиска, како се вика тоа, што сум купувала, сум заработувала. Дали тие докази воопшто со нешто се поврзани за случајот на транспорт на 700 килограми дрога од Колумбија или од Аргентина, не знам каде до Шпанија? Еве знам еден шпански збор. Нада. Нула. Ништо нема за мене. И бизарно е тоа што при крајот на рочиштата, значи рочиштава траја година дена, јас ако сум суд и имам докази и се работи за Силвија Стојановска, јавна личност, тоа го завршувам на прво или второ рочиште, трето. И давам казна максимум, максимална казна, затоа што Силвија е рол модел за некои луѓе. Така. А ова траеше година дена, таа година дена чекаше докази од Шпанија, бидејќи нели министерот Оливер Спасовски рече дека се работи за меѓународна акција, каде што македонската полиција рамо до рамо со американската ДЕА, шпанската полиција и колумбиската полиција ја прават оваа акција. И значи на крајот на рочиштата обвинителката донесе од еден овај превод, се работи за завршена истрага во Шпанија. Никаде не се спомнува Македонија, никаде не се спомнува македонска полиција, никаде не се спомнува Силвија Стојановска, ниту пак Војслав Будисавлевиќ. Значи се работи за следново. Американскиот аташе за правда во Колумбија бара да се спроведе контролирана испорака на кокаин, затоа што треба да фатат криминална група. Колумбиската полиција стапува во контакт со шпанската полиција, бидејќи таа дрога требала да дојде од Колумбија во Шпанија, и ја прават заедничкава акција. Внесуваат, како се вика тоа, тајни агенти, ги има тука по шифри, да. По шифри. И, значи, таа цела акција е од почеток до крај надгледувана од полиција. Таа дрога од 700 кила ја качуваат во авион, редовна линија, Иберија, од Колумбија до Шпанија. Полицаец патува со дрогата. Во Шпанија ја зима полиција, ја складишти во полициски склад. Кога стапуваат во контакт со оние уапсените во Шпанија, ја преместуваат во некој друг склад, овие доаѓаат, ја гледаат дрогата, викаат да, ќе ја земеме, тука има веќе дека можеби таа полиција сака да им ја продаде, сака да, не знам. Оставете ги предпоставките. Нема везе, добро. Вика да ќе ја земеме, се работи, они викаат земете црни торби, овие им ги даваат торбите, полиција ја товари во тие торби, кога им ги даваат клучевите, ги апсе. Вие од каде ја знаете оваа приказна? Од овде. Од обвинителство, од меѓународниот обвинителен. Ова е нешто што го донесе обвинителката како доказ, стои во предметот. Меѓутоа, во пресудата
Ова не се спомнува никаде, ова е избегнато. Во македонската Во пресуда. македонската, во мојата пресуда. Ова не се спомнува никаде. И понатаму, судијата вели, она донела пари, тие пари биле за да се складишти, да се дрогата, да се купуваат Добро, авионски за тоа карти. тврдење обвинителството има доказ или е предпоставка? Кој? Тоа што го напишало обвинителството, дека тие пари служиле за тоа и тоа. Има доказ дека тие пари ваши служиле за тоа или има само е доказ. предпоставка Не, дека за имаат тоа доказ, служиле? Имаат доказ дека дента кога јас се вратив од Шпанија, истиот ден е платена царината за тоа возило, значи исполнета е целта за која што јас отидов во Мадрид. Се видело, значи, каде одат тие пари. Се видело. Не оделе Точно. за црните вреќи. Не, оделе за да се царени. Добро, дали ќе прашам вака лаички и наивно, вашиот поранешен сопруг и неговиот брат кажа ли за време на судењето во ваша одбрана неколку зборови? Неговиот брат не знам што кажал, јас со него не сум во контакт, со цела негова фамилија не сум во контакт, а мојот тогашен сопруг рече дека мене не ми јасно што бара Силвија од. И така беше Добро, емотивен. Силвија Стојановска, може ли некој да ве мести од овде или и преку граница? Простете на грубиот збор. Како? Дали е можно некој да ве мести за да бидете обвинета и осуден? Може да е дојдено до некое недоразбирање, првично, а потоа се тера приказната за да не знам, во нашава земја изгледа е заборавен зборот извини, изгрешив. Се тера работава понатаму и понатаму. Јас рековте дека не сум излегувала по медиуми. Јас не излегував затоа што бев 100% сигурна дека одма ќе видат дека јас Вашиот немам ништо адвокат со или тоа. адвокати било каков контакт со други своји колеги или со обвинителството ова за меѓународен криминал? Имале ли некаков контакт? Дали мојот адвокат има? Да, дали од таму побарале некои толкување, објаснувања зошто сте ви овде обвинети Сите и што ги осудени? имаат видено овие списи се фаќаат за глава, викаат што имаш ти со ова? Овде нема ништо. Апсолутно ништо. Ајде вака хипотетички, кога би можеле да го вратите времето малку наназад, што не ви направиле, а што ви направиле се? Со искуството што Околу веќе го случајот, имам. да, околу овие сознанија. Со искуството што веќе го имам, не знам, не би живеела овде, би живеела на Аљаска веројатно и не би имала контакт со ниеден Мислев на човек. дружби со луѓе, на ситуации, на тие процеси. Многу е страшно да се плашиш да контактираш со луѓе. Јас веќе се плашам да контактирам со луѓе затоа што не знам кој што е. Јас не сум тие луѓе. Јас сум контактирала со секој. Сега веќе имам Кавкајански практично амбиент некаков. Да. Околу притворот и притворањето, стресови се тоа? Тој чинот на... Како ве приведоа? Од каде ве собраа, простите, на... Таа беше 18 декември. Јас дома подготвував за утредента, нели слава ми е Свети Никола. Подготвував лепче да дојде попот да го освети, ми се јавија од општина, ми рекоа дојди Силвија да видиме што е со ова, има ли нека легализација на дивоградба која што го има мајка ми започнато, ма мајка ми почина, па јас го превземав тоа. И јас отидов, кога излегов од општина, отидов на кафе на брзинка во Капитол, меѓутоа влегов во една продавница да прашам за некои перници. И тука ми се обрати некој женски глас и вика Силвија дали ќе може, јас мислев дека сака да се слика со мене. И туку извади полициска тоа како Легитимација и значка. излезе дека вие се сликавте со Значи неа. дали може да дојдете со нас? И ме фатија за рака, баш онака јако. Еден, не она, еден друг полицаец, и ме изнесува надвор од Капитол. Викам, што вие, чекайте поле. Викам, скриена камера ли е, што е, мислам, стварно е, ме потресе, ама викам, нема везе, скриена камера, ова некој ми прави франк. Воопшто не ви отидува мислите на ова со дрогата, појма немавте за дрога, не знаевте вашиот поранешен сопруг, дали има некакви контакти со некои
такви фаци, условно да речем, никакви, никогаш. Не, појма не. Дали никогаш, некогаш имал, да. Кој совет ви даде адвокатот тогаш? Јас тогаш немав адвокат, не ми беше одвој адвокат, туку некој што се најде. Додоша, јас го викнав на сугестија од една моја пријателка, исто адвокатка, која што не беше тука, мораше да патува синот, да го зима, не е битно, и дојде друг некој адвокат, значи мене ме однесоа прво од таму дома, па го претресоа целиот стан, ме праша, значи тоа што го бараа, дали го имам, дали има поголемо количество дрога, злато, пари, Што значи тоа оружје. поголемо количество? Кило, две? Така пишува во налогот. Значи дрога, злато, Не, ако е пари, грам 2 да знаеме да можеме да се чуваме, тоа ми беше прашањето, се шегува малку, ајде во овој малку Оружје. мрачен амбиент на диалогов, оружје, да внесеме малку клучот дух, сеф. нели? Клучот сеф, ја реков да имам оружје. Какво оружје? Викам ловечка пушка од покојниот сопруг, беше ловџија. Ама имате за него за тоа документи? Викам па немам. Како немате? Викам па не сум направила оставинска, сум заборавила. И викам имам клуч од сеф, да, од мојата покојна мајка, што има во сефот? Викам нема ништо во сефот, дајте ни го клучот, еве ви го клучот. Значи на почетокот работата на адвокатот, која што тој не си ја заврши, беше да праша врз основа на што ме приведуваат. Да му покажат нешто врз основа на што е издаден тој налог за приведување. Велеа после дека е тоа врз основа на допис од Шпанија, а тој допис е дојден еден ден после тоа. И таму пишува дека во Шпанија се уапсени тие, а во Македонија се уапсени тие. Добро, некому се брзало, обично без налог, полицијата нема право да ни да приведе, ни Тоа да... ги е слепи, како вика тоа, брза кучка. И после 3 дена имаше пресконференција и тоа пукна така. Имаше ли некој мотив политички или личен или... Не знам. Па што зборува околината, Скопската чаршија, соседите, пријателите, Можеби е нивните заради- анализи, домашните анализи? Може би е заради тоа што, значи, мојата единствена поврзаност со целата оваа работа е што брат му на мојот сопруг бил во врска со некаква друга. Толку. Ама јавна личност. Фино е да се излезе со бомбастична приказна. После тоа, ако забележавте, немаше ништо на никакви пресуди. Барем еден да имаше извини Силвија. Кај отидов? Кои беа причините? Што велат луѓето? Велат дека можеби е тоа заради тоа што јас кај народот важам како шарена револуција, поддржувач на СДСМ, дека сум ја нивна, а јас не сум. Никако. Јас сум работела за СДСМ, мислам, професионално сум водела митинзи и сум член. Треба да ја вратам. Не да ја вратам книжката, пошто веќе политика е, затоа што политика е К и мислам дека причините на луѓето кои што влегуваат во политика се лукративни. Не гледам дека нешто се подобрува во Па не би требало да е баш така, толку дефетизам, да нема такви луѓе како велат обични Па членови, ќе нема ни идеологија ни партии, не мислам на ова на конкретно на било луѓето која велат партија. дека може би сте резигнирани причината, сега, не? може би причината за таа пресконференција, кај што мене не ми го кажаа името, меѓутоа мојата слика беше позади министерот, може би е причината затоа што требаше следната година, на почеток на годината, да има избори. Па они сакаа да покажат како еве они се справуваат со криминалот, прво почнуваат со криминалот во нивните редови. Значи ја не сум нивни ред, не сум криминалец. Тоа требаше многу очекува Силвија Стојановска од апелација, сега кај да е за ден-два, нели, ако добро проценувате треба да се пресуди, а што вели па вашиот адвокат? Какви се очекувањата? Јас очекувам тоа што очекувам од самиот почеток. Прво очекував да бидат дека сгрешиле и да сето тоа да заврши. Па после очекував дека нема да се подигне обвинение, затоа што немам ништо со тоа. А после очекував дека нема да има пресуда, затоа што немам ништо со тоа. И сега очекувам ослободителна од апелација, па ќе видиме. Така, предпоставам го следите случајот и таму во Шпанија со тие обвинети и осудени. Што се случува таму? Имате некакви сознанија? Еве, имам сознанија дека е завршена истрагата, дека таму ќе се подигнува обвинение против тие
Значи, Таму нема ниедно име од овде, од Балканов? ништо. Има Владимир Будисављевиќ, кој што е брат на Воислав Будисављевиќ. И тука завршува линијата? Да. Тоа значи да, за очекување е две ослободителни пресуди и за вас и за поранешниот сопруг, како е така. Би требало, да, пошто нема ништо во тие 2000 страници. Сакам да кажам што се кајам. Тоа некаде го одговори веќе. Да, во фокус. Ме прашаа дали се кајате за нешто. Да, се кајам што не го послушав мојот адвокат, кој што на завршување кога се завршува истрагата се бара исказ од потенцијалниот обвинет. Јас тогаш бев потенцијално обвинет. Тој ми рече дека треба да се бранам со молчење, тоа е неговиот совет. Јас реков не, јас немам што да кријам, јас сакам да зборувам. Силвија, почекај, послушај ме. Имам искуство. Ма какво искуство, јас не сум криминалец, јас ќе си кажам се како што било. И потоа, тоа што јас го кажав, обвинителката го употреби во обвинителниот акт, ама превртено, против мене. Дека јас сум одела за пари за да се организираат овие 700 кила, мислам, што сакаат да направат? Они сакаат од мене да направат икона на овие кои што се шверцуваат дроги и се бават со криминал, дека со 1000-2000 евра може да се направи таков криминал. Ајде да се надеваме дека се ќе помине како што треба, дека правдата ќе го види светлото на денот. Нема правда, нема мир. Која е следната етапа, ако ова сега со апелација баш и киксне нешто? Или не сакате да размислувате воопшто сега за натаму? Убедени сте дека ќе исправи грешката на Основниот суд? Јас прв пат за ова време, од колку има поминато 2,5 години, прв пат сум исплашена. Прв пат сум вознемирена. Затоа што до сега све идеше онака шали дале. Обвинителката го подигна обвинителниот акт, пред време, морам да кажам, не ни беше дадено правнички сега. Не ни беше дадено доволно време да ги разгледаме доказите и све тоа. Го предаде и тој беше усвоен. Иако мојот адвокат даде жалба за заштита за проверка на законитоста на обвинителниот акт, меѓутоа тиот кривичен совет или како се вика тоа рекоа нема ние што да гледаме докази ово, не тоа ќе си се докажувате на суд. Викам добро, ајде на суд. На суд ниеден доказ не се кажа, само се наведува таксативно. Мислам, како наслови. Што мислите кога, вака, на ваше место сега би седала обвинителката и кога би ја прашал јас зошто ваква содржина, што би одговорила? Од сите докази заедно и секој поединечно, несомнено се утврди дека обвинетите го сториле делото. Тоа ќе ви одговори. Јас барав да ги образлага доказите. Она рече дека она има законско право, ако сака да ги образлага, ако сака да ги прочита. При крај сме да резимираме. Во обвинителниот акт се уште и вие тврдите дека нема никаков доказ, ниту индикација дека вие сте поврзани со тој транспорт на меѓународна дрога од Јужна Америка према Европа. Ништо. Тоа се само предпоставки. Ако ја погледнете пресудата, ќе видите ги изобилува со зборовите. Веројатно, логично може да се заклучи, бидејќи е Силвија многу интелигентна, не знам, мора да било јасно тие со кого атрибути, има работа. читајќи го обвинението, тие атрибути ми беа повод да ве повикам во оваа емисија Дистрикт, бидејќи јас не сум упатен во правните овие формулации, но обвинение врз основа на, мислам, предпоставувам, веројатно, не очекуваме докази. Не би требало да... Во меѓувреме, Силвија Стојановска, глумица, артистка, работите ли нешто или ве игнорираат малку колегите? Работам како не работам. Додека бев во притвор... Каде ве гледаме? Не ме гледате, ако поминете покрај местото каде што живеам, ќе ме видевте како си садам, како си пресадувам патлиџани. Сериозно прашувам, од вашата професија нешто во меѓувреме имаше некоја покана? Вие сте слободен граѓанин. Не, немаше затоа што луѓето не знаат. Или вие не сакавте, избегнувавте, не бевте ментално подготвени, можеби, или колегите
мислат дека да ве остават малку на рад. Имате ли контакт со пријателите? Мене ми е многу жал што луѓето овде, валјда и во цел свет, немам појма, кога ќе видат нешто на телевизија, викат и па кажа на телевизија, мора да е така или мора да има нешто. Еве, Дистрикт не е таков, вратата ви е отворена. Каде натаму, еве да се надеваме дека ќе биде укината пресудата и дека ќе бидете од некој ден натаму слободен граѓанин. Имате ли некои идеи, планирате нешто? Се уште сте во кондиција за глумата, за разни проекти, веројатно матичната куќа. Ве заборавија ли некои колеги? Не ми одговоривте. Не планирам ништо, бидејќи мојата професија е таква да не зависи од мене, на повеќе. Имам што да правам и со што да се бавам. Имам внук од 2,5 години, кому сум му благодарна што постои на овој свет. И тука се гледа. Така, прашањето ми беше, имате ли желба пак да ви има на театарските даски, пред филмската камера? Или сега сте малку ментално ваут, што се во исчекување? Сум ваут, да. Со надеж дека се ќе биде како што вие посакувате и како што треба да е според правото и правдата. Дистрикт, Цил пред студио, Силвија Стојановска, ви благодарам. Ви благодарам вам.